Јавноста, а посебно компаниите се сведоци дека оваа влада, како никогаш досега било која влада, се фокусираше и презема конкретни чекори во делот на развој на претприемништвото, економијата и бизнис секторот. Преку сет на економски мерки во услови на ковид кризата, како и во услови на економска и енергетска криза, успеавме да ги задржиме работните места, да ја обезбедиме ликвидноста на компаниите и да го стабилизираме пазарот. Направивме се невработеноста во време на криза да се намали за 8%, а вработеноста да се зголеми за 9,5%. И тоа е економски резултат, изразен преку факти, кој што ја потврдува успешноста на политиките во делот на зачувувањето на работните места. Дополнително што и со отварањето на нови индустријски капацитети, пред се од новите индустрии, веќе има и недостиг на работна сила од голем број на профили за индустријата во приватниот сектор. Меѓутоа, таа пресвртница економска не беше направена само со подршка на странските инвестиции, како што беше во минатото, туку напротив, беше направена и со подршка на домашните компании и нивните инвестиции, што е случај со оваа влада. Ние препознавме можност домашните компании да растат, со цел да имаат стабилен деловен амбиент, кој го создаваме и преку поволности кои што се наменети и за домашните компании, што повторувам не беше случај во минатото. И создадовме бизнис клима во која што наместо страф од клуч на врата на компаниите, како што беше тоа во далечните времења, сега владее клима на взаемна доверба и взаемен партнерски однос помеѓу владата и компаниите кои што се застапени или на ниво на стопански комори или на ниво на Сдруженија на работодавци. Минатата 2022 година владата која што ја предводам обезбеди највисока финансиска подршка и тоа за најголем број на компании во изминатите 5 години. 2022 година беше рекордна година по висина на исплатениот износ на финансиска подршка, како и на бројот на компании кои што беа поддржани во текот на годината. Само за една година беа исплатени 23 милиони евра кон компаниите кои имаат договори според Законот за финансиска подршка на инвестициите реализирани во текот на 2021 година. Со овие средства беа поддржани 410 производствени компании, што е двојно повеќе од 2021 година или повеќе од 5 пати во споредба со 2018 година, кога биле поддржани само 73 компании. Слично е и кај износот на финансиската поддршка за компаниите. Лани се исплатени 23 милиони евра, што е двојно поголема сума во споредба со 2021 година или 7-кратно повеќе во споредба со 2018 година, кога е донесен Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Преку овој закон обезбедивме сет на мерки, моментално 7, кои нудат различен вид на финансиска поддршка, како што е поддршка за капитални инвестиции, поддршка за нови вработувања, поддршка за активности кои што се од посебно значење за економскиот развој на државата и така натаму. Овие мерки се достапни за сите компании кои отпочнале или планираат да отпочнат инвестиција во некаков тип на производство без оглед на големината на компанијата, дејноста на производството и други карактеристики. Клучно е да биде дејност која што се занимава со производство и креирање на нова вредност и креирање на нови производи. Со овој закон преку кој предвидовме државна помош за компаниите, го стимулираме развојот на домашните компании, кои претходно беа во втор план поради тоа што пред Законот за финансиска поддршка на инвестициите државна помош се доделуваше преку индивидуални договори за државна помош, главно на поголеми инвестициски проекти на странски директни инвестиции во и надвор од технолошко-индустријските развојни зони. И не застанавме тука. Цврсто сме решени оваа поддршка да продолжи во текот на 2023 година, со оглед на пристигнатите барања за случување на нови договори за
финансиска поддршка на инвестициите во домашните компании. Јас верувам дека 2023 година ќе ја надмине според број и износи 2022 година. Минатата година исто така ќе остане запаметена и по тоа што ја заокруживме со над 750 милиони евра странски директни инвестиции и отворени над 2300 нови работни места со надпросечни плати кои што се исплаќаат во овие компании, што значи дека за 5 години ја надминавме бројката од 17.000 вработени и се вработени 10.000 нови работници во слободните индустријски развојни зони. Ги помогнавме компаниите преку создавање на конкурентни работни места со плати над просечните и тоа е еден исто така од важните заклучоци. Со тоа се овозможи раст на минималната плата, раст на просечната плата, а со тоа и раст на пензиите, што резултира со зголемување на животниот стандард на граѓаните. Тоа овозможува и денес да се води разговор со синдикатите низ економско-социјалниот диалог, каде што исто така верувам дека ќе се изнајде решение и за зголемување на платите на работниците во јавниот сектор. Покажавме и високо ниво на одговорност во делот на антикризните мерки. Имавме најголем пакет антикризни мерки во износ од 760 милиони евра, најголем од сите земји во регионот, според Светската банка. Успеавме да ги помогнеме компаниите и резултатот од тоа е највисока минимална плата во историјата на државата, на 20.000 денари. Просечната плата ветувањето изборно беше до изборите да биде 500 евра, сега е веќе над 600 евра просечната плата. Пензиите со новото зголемување кое што ќе го добијат пензионерите во септември ќе бидат зголемени за 25% за една година. Вакво зголемување немало никогаш досега. И зошто е тоа така? Бидејќи финансиските средства од буџетот се инвестираат во продуктивни цели, се инвестираат во потребни инфраструктурни проекти, се инвестираат во поддршка на странски директни инвестиции, се инвестираат во поддршка на домашни инвестиции, се инвестираат во поддршка на отворање на работни места, се инвестираат во поддршка на зголемување на платите на постојните работни места, се инвестираат во развој на нови технологии, во развој на нови производи и во зголемување на извозот. И сето тоа влијае на економскиот развој и на економскиот раст во државата. Тоа е начинот на кој ќе продолжиме и тоа е начинот на кој треба да се развива македонската економија. Ви благодарам.